Почитувани мој добар ден. Вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија, поточно веќе второто издание во оваа нова сезона. А во ова издание на Црвена линија еве за што ќе говориме токму со вас. Владата предложи измени на кривичниот законник со кои се намалуваат затворските казни за функционерите со европско знаменце. Експресно, за само 3 часа со 48 гласа за, 36 против и 1 воздржан, во собранието се донесени измените на кривичниот законник. Невладениот сектор со жестоки реакции и барање измените да се повлечат, бидејќи не помагаат во борбата против корупцијата. И токму спротивно, ќе ја зголемат и онака високата стапка на неказнивост на службените лица и функционери. На овој начин се овозможува и застарување на голем дел од предметите кои се водат против високата корупција. Она што денес ќе ве прашаме секако дали сте изненадени со носењето на измените на кривичниот законник. Дали сметате дека со ова ќе се намали корупцијата или сепак е само пазар со гласови за промена на уставот. Или во една реченица, денешна тема во Црвена линија ќе биде дали измените на кривичниот законник се борба против високата корупција или пазар за гласови. Тука воедно и ќе ве потсетам дека до нас во рамки на оваа дискусија можете да се вклучите мощно едноставно да го завртите нашиот веќе добро познат број 023070005, да го намалите веднаш тонот на телевизорот, да зборуваме исклучиво преку слушалка, а доколку сакате да ја префрлите и дискусијата со коментари, секако да го искажете вашиот став, не заборавајте да не следите на Facebook Црвена линија, на Twitter и најважно се да ве има на Инстаграм. А инстаграмџи кои што не следат на Црвена линија добро знаат дека секојдневно имаме анкети на кои што сакаме токму вас да ве слушнеме кои ќе ги дадете одговорите. Па еве денес на анкетното прашање на Инстаграм стори на Црвена линија изгледаме токму вака. А прашуваме, во судството одамна не веруваат веќе ни судиите. Има ли политичар на кого му верувате? Ете тоа ве прашуваме на Инстаграм стори, кликате со да и не, во зависност од тоа кој е вашиот одговор на прашањето, а резултатите ќе ги соопштам по рекламите, што значи никаде кон крајот на Црвена линија. А сега, драги мои, на потек сте вие. Верувам дека и како со нетрпение чекавте да започнеме со Црвена линија, па еве пред и да се впуштите во дискусија со нас, не заборавајте дека ќе ве загриеме и со прилогот на Елена Муковска пред почетокот на ова издание. Петок е денот Д за пресврт во судските постапки за злоупотреба на службена положба и за злосторничко здружување. Тогаш стапуваат на сила измените на кривичниот законник, кои за некои обвинети ќе значат многу пониски казни, а за дел и крај на судските постапки. Таков е предметот тарифа на СЈО за Сончевград. Тројцата обвинети одговараат за злоупотреба на службената положба за ставот 5, кој се брише. Вчерашното рочиште на барање на одбраната било одложено токму во исчекување на законските измени. Во дневниот билтен на коалицијата Сите за правично судење, која ги мониторира овие судски предмети, стои дека рочиштето за тарифа било одложено поради целисходност на постапката, со оглед дека стапуваат на сила новите измени на кривичниот законник. Ова е само еден од 14 предмети со 80 обвинети, за кои оваа невладина пресмета за старување на гонењето. Намалувањето на казните за функционерите со денови ја бранува македонската јавност. Брисел ги анализира законските измени, но и процедурата во кои се носеа со европско знаменце и наскоро ќе имаат став. Колегите од Брисел моментално ги проучуваат и сигурен сум дека наскоро ќе има одговор на тоа прашање. На двете прашања се надевам дека ќе има одговор за кратко од Брисел. Според директорката на Академијата за суди и јавни обвинители, измените на казен не треба да се анализираат изолирано, без да се има предвид тоа што се случуваше предходниот период. За мене вистинското прашање зошто толку години поминаа, а имавме толку малку завршници на сите оние дела кои беа покренати. Дали од СЈО или од регуларното обвинителство. Мислам дека е навистина тоа за кое што треба да се анализира, да се позабават малци и судскиот совет, советот на јавните обвинители околу постапките за она што се случуваше. Да подсетиме дека во минатото имаше дури и амнестија, ако се сеќавате, за да се испразнат затворите и нивната пренатрупаност. Пенитенцијарниот систем не може
да ги покрие сите оние потреби кои што реално има ако веќе сите сакаме да одат во затвор. За овие спорни измени не биле консултирани ниту експертите, ниту невладините од работната група што го изготвува новиот кривичен законник. Заменик министерката за правда Аврамовска Мадич вели дека за конкретните кривични дела со години се дискутирало во јавност. Јас мислам дека за 353 кривичниот законник многу долго време се разговара во јавноста. Имало и стручни дебати, и јавни дебати, и странци имаат организирано секакви конференции, све, имаш иницијативи од адвокатската фела, значи не дека за 353 уопште во државата изминатите 7, 8 или 10 години од како е донесен, мислам дека 2009 е вметна ставот 5, не 353, ставот 5, е отворена дискусија дека станува преригорозно, дека нема ефект. Воопшто немавме информација за ваквите измени. Ние бевме затечени и информирани од јавноста дека вакви измени се предложени во собранието. Вакви измени, кога се носат суштински измени, кои што засегаат голема група на луѓе, односно засегаат целосно, значи системот на демократија, односно принципот на владење на правото, треба да бидат донесени пред се со консултации со експертската јавност, да бидат образложени зошто се прават ваквите измени и која е целта на ваквите измени. Дали вие спречувате нешто, дали вие го подопрувате правосудниот систем и така натака. Дека спорните одредби за намалување на функционерските казни нетранспарентно влегле во измените на кривичниот законник. Сомнеш фрли и информацијата која во вчерашната топ тема ја откри заменик председателката на антикорупцијска Совка Пеовска-Дојчиновска, според која верзијата што тие ја добиле од правда за да дадат мислење, воопшто не ги содржала измените за злоупотреба и злосторничко здружување. А сега на поток сте вие. Стартуваме со црвена линија на 023070005. Првото прашање за првиот гледач: дали измените на кривичниот законник се борба против висока корупција или пазар за гласови? Добар ден. Дали сум на линија? Да, и тој во црвена линија. Здраво. Добар ден, Тина. Добар ден. Видите, законот што е донесен, сосема е исправно донесен. Иначе, ние мора да имаме такви закони кои ќе бидат европски закони. Закони кои секој еден треба да ги почитува во нашето општество, особено судовите. Се ова што слушам што кажува луѓе дека ќе има вакви кривични нешто ќе се некој ослободува, некој ќе се казнува, тоа е сето, како да ви кажам, сеење на магла во вистината. Никој нема да види ништо помилувано од оние што се огрешиле. Само што ќе се забрза постапката за тие да бидат осудени. До сега или ослободени, нормално, ако има или ослободени. До сега се покажа нашата пракса дека нашето судство води предмети по 10 години. Какво е тоа судство ако е предмет 10 години се води? И на крајот ќе добија ослободителна или условна пресуда. А изненадени ли сте со носењето на измените во кривичниот закон? Мислам дека тоа ќе се многу подобри. Тоа кажа, извиних малку, извини. Тоа го кажа една судика, рече дека главната судика тоа кажа на Македонија, дека во уставниот суд дека стварно рече кај не затајува закона предметите. Сета работа е тоа, а се друго што ќе ви се јави, ќе кажува некој дека ова не чину. Како и да е, благодараме што го скршивте мразот ова ново издание на Црвена линија. Само ќе подсетам за останатите, внимавајте на тајмерот. Секундите се тие, но доколку сакате и да се надополните, си како сме отворени повторно да го завртите нашиот телефон. Одиме со вториот гледач. Добар ден. Убав ден. Секој е добро, во Црвена линија сте? Во врска со темава е страшно што се прави од страна на власта, така да тие сами си донесуваат закони, сами си ги кршат, сами си зимаат пари колку што им треба од буџетот, без да размислува за народот. Ова фактички законот за измената на кривичниот закон е во нивна корист. Прво и основно, намерно се застаруваат предметите во обвинителството, намерно роковите се продолжуваат во судството, да застарат предметите. Ова е во нивни интерес. Се знае тие дека велат дека овие измени се во интерес на тоа да нема повеќе застарување на предмети.
Не, напротив, они сега сакат оние што се застарени да застарат, а за новите ќе видиме после изборите. Они сега сакат да се спасат во овие месеци додека се изборите, што може да донесат, еве сега на пример, еве и во фаза на донесување и на закон за амнестија, што значи дека по со европско знаменце они ќе донесуваат законите преку ноќ без да има јавна расправа, бидејќи се овие многу тешки и многу значајни закони што каде што треба да има јавна расправи и од невладините организации и од стручните лица, здруженија, што е знаат проблематиката. Кои последици сте? А и можеме да кажеме дека и нашиот сега што е закон за кривичен законник е добар. Само не се применува, се крши и кривичната постапка кај што се наведени роковите не се запазуваат. Ако се запазуваат, нема да има вакви проблеми со. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Секако продолжете да не следите за да слушнете што ќе кажат и останатите гледачи. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Баба Роска? Да. Па како сте ми да прашам на самиот почеток? Јас сум Злато, ја. Ја ве познав, ја реков и вчера, ја моите гледачи редовни не ги заборавам. Прашање да добиеш одговор. Кажете ми, еве, кои ќе бидат вашите одговори на оваа денешна тема? Еве, има ли политичар на кого му верувате? Во политиката моментално што сум на СДСМ не верувам на никого. Сите лажат. Ако има некој таму што не лажи, па ги подржува тие што лажат. И на кого да веруваме на СДСМ? Какви се овие безсилни закони носење? Пред која разбра дека осеќат више дека ќе завршат и ајде закони намалување, застарување. Абе како ве тој закон за застарување? Па тоа сите го прават намерно, застарат го и ај се играе. Нема застарување, нема амнестија. Само кој што заслужил да си го добие. Ова е стварно срамота, што се рамоти у нашата држава. Затоа младите избега. Јас немам никакво странство, ама гледам околината околу мене се избега децата. Па ова е срамота, па мора и сум поставила прашање на 15 годишно девојче. Само да заврша, вика, школото избегам. Зашто брециме па ќе се запознаш? Не. Само од политиката бегам, вика. Ова на што личи, вика. Ајде, плата може ќе взимам некаде, ама со политиката можеме на крај да излеземе. Баба Роска, драго ни е дека се вклучивте во новата сезона на Црвена линија. Секако еве посакувам да ни останете во добро здравје и да продолжите да не гледате. Одиме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, добар ден, добар ден. Добар ден, секој е добро? До 3 пати, ако сум јас трет на линија. Па да, четврт може би. Вака сега. Кривичен закон измени, Македонија, правен систем, собрание, влада, војска, полиција. Што е добро во Македонија? Еве Баба Роска кажа, девојчето од 15 години го праша и тоа размислува света да фати. Со овие наши кривични закони, со овие наши измени, дополнувања, дотерувања, само да живеат чорбаджиите, газдите на фирмите, политичарите, ќе снема македонци. А тие што ги има, македонци, ќе бидат гладни, ќе бидат понижени, ќе бидат навредени, парите одат кај немакедонци, за веќе 7 години 80% вработување да се од немакедонци. Во сите државни установи. Македонија е без армија, без полиција, без ништо, затоа децата на македонците, нарочито женските деца. Ајде, дали сметате дека може би ќе се намали корупцијата или сепак ова е пазар за гласови, како ви личи? Со овие душмански владетели, какво намалување? Само може да дојде до зголемување на сите лошотилци, така да женските деца, мајките на македонците, жените ќе бидат со извинение канти за сперма во Скопје. Ова не ви требаше на крај, а добро го знаете правилото на Црвена линија. Јас вака ќе напоменам за сите оние кои што дополнително ќе се вклучат во Црвена линија.
Апсолутно можеме да го разбереме и револтот и различните погледи и видување во однос можеби и на другите гледачи. Но она што и во новата сезона останува златно правило е да се внимава на употребата на зборовите. Можеме да бидеме гневни, но изборот на зборовите секако треба да биде на ниво и секако да не се користат погрдни, вулгарни зборови и така натаму. Нема вреѓање, тоа не го менуваме и во новата сезона. Сепак благодарам за гледачот, за неговото јавување во Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Здраво. Здраво. Како сте со среќа новата сезона? Благодарам, еве драго ми дека и во новата сезона ве слушаме повторно. Денеска на патерица успеав да ве уловам. Добре, ве чекаме и во заврти на Тилма. Не забораваме и за учеството таму. Ќе видам, нема проблем. Па ја вака би кажал, дали има некој ограничување на овие европски знаменца, мене ме чуди. Дали до некаде, да речеме, како некој буре со некоја вода или нешто, било што, некоја чаша со предмети внатре, или тоа е бесконечно користење на овие европски знаменца, тоа е злоупотреба на европските знаменца, али би кажал дека мислам дека тие европски знаменца некој им ги дава, а тој што ги дава се вика Европска Унија. Значи, како што се овие криминалци нашиве тука, така и Европска Унија е криминалец. Нормална работа, газдата Америка исто така е криминалецот. Британија секогаш ја промашувам, ама ќе ја посочам, Британија е една од најголемите, значи од тие што се виновни за оваа ситуација што ни се случува. Да ти кажам искрено, овој казнен закон требаше ни у најголема ноќна мора да не се донесе, а не па да се донесе и тоа со европско знаменце. Иначе донесени се овие промени само за да се добие бројот за промена на уставот, значи уставните промени. Само ради тоа, утре пак ќе си употребат некое европско знаменце и ќе си ја бркаат пак работите како што сакаат. Значи што сакаат може да прават, да не шалтаат, да не... Але не можам коментар да дадам, знаеш, ако кажам, може ќе грешам како и претходникот. Ајде да одговорите еве на анкетата, дали Ама ќе не продолжиш у секунди. Па еве за одговорот на анкетата, има ли политичар на кого му верувате? Па само на двојца им верувам од сите тие таму, бидејќи се одвоени. И тоа е све. Тоа е се. Благодарам многу еве повторно што ве слушнавме во новата сезона. Секако ќе се слушаме, верувам, и понатаму во секое наредно издание на Црвена линија. Но тоа не значи дека не сме отворени во оваа нова сезона. Ги покануваме сите останати кои што досега биле скептици да бидат дел од една контактна емисија како оваа пан или можностите да се искаже мислењето го оставале на останатите кои што редовно се вклучуваат. Сега верувам дека сте доволно испровоцирани од случувањата за да бидете дел од Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. И многу убав ви пожелувам, многу убав почеток на Благодарам бескрено. Водење на емисиите. Значи, на ниеден политичар прво не му верувам, еве да кажам, затоа што, еве прво ќе кажам, господинот наш премиер беше во ВМРО, дека беше груевски, работеше во Телеком на висока функција. Значи го гледавме по митинзи, сме го гледале по слики, и сега видите што се случува, тој човек што збори, значи кога живеел едно убаво време и како живеел и бил вработен и што сите услови што ги што ги уживал. Меѓутоа, гледате сега, како сега вие да темете на некој политичар да му веруете кога шалтаат у една у друга, а сосема го поддржувам претходниот гледач. Значи, ова ти е буквално корупција и пазар за гласови. Значи, овде нема никаков закон. Ја не можам да сватам, не сме во Европска Унија. Зашто Европа дава европско знаменце, а не си во Европска Унија? Еве, потом е терат да влеземе, да одиме, ајде да добиеме датуми, сите протоколи, како идат. И како може со некој европско знаменце вакви закони да се носат, тие кривичен закони, вие вака да го носите. Меѓутоа, они ова сега направила побргу да им застарува делото. Затоа ги намарија пократко и прави си што сакаш, зимај,
зима и дава и непотизам невиден, никој ништо не ти може. Ова е една голема катастрофа, еве ги сите селата правна, сите се бунат. Благодарам, но секако ние не се буниме што еве редовна гледачка се вклучи во оваа сезона на Црвена линија. Продолжете да не следите со оглед на тоа што во новата сезона немаме измена во однос на тоа да бидат и вклучени твитерџи, кои што секако се дел од јавното мислење. Па ќе почнеме и со твитот на командант Марк, кој што еве што напишал. После предложените измени на кривичниот законник, џабе дремење 4 години и толку пари потрошени. Одеме понатаму, еве го издвоивме и на Корто Малтеза од Македонија, како знам дека аполитичарите лажат. Ковачевски, измените на кривичниот законник не се пазар за донесување на уставните измени. А кога ќе помислам дека има кои веруваат во ова. Ние секако веруваме во вашиот став и вашите размислувања во однос на темите за кои што дискутираме, па еве и следниот гледач можеби ќе ни даде веднаш одговор дали беше изненаден или изненадена кога се случија измените. Добар ден. Добар ден. Секој е добро? Секако дека бев изненаден, меѓутоа не многу. Бидејќи до сегашната коалиција, владеачка коалиција, покажа дека е добро организирана во кражби. Сите се свесни дека кога тогаш судството мора да преовладее, да се донесе правдата да излезе на видели. А дали измените на казнениот закон се борува против висока корупција или пазар за гласови, воопшто не е борба против висока корупција, а дека е пазар за гласови е една од можностите. Меѓутоа, овдека се работи за индивидуи кои се подготвени да го доопљашкаат овој македонски народ, да доопљашкаат оваа македонска држава. Значи, во прашање се можеби 5, 50, 100, 500 милиони, милиарда евра. Тој е спремен и да се одлежи затворска казна и нема да важи за него дека ќе му се одземе имотот, затоа што тој ќе ги скрие парите. Нели? Никој нема да му ги најде, државата ќе го чува, на државен трошок ќе си лежи во затвор, чуварите ќе бидат принудени да бидат корумпирани, затоа што знаат дека тежок богаташ лежи во тие затвори. Надвор од установата, тој ќе биде подмитен, тој ќе се живее мазно, лесно и ќе се излезе после 3 години. Благодарам за јавувањето и уште едно подсетување, само внимавате на тајмерот, но секако можете повторно да го завртите нашиот телефон и повторно да го добиете новото време трајање за да се доискажете. Секако големо благодарам за гледачот и неговото јавување. Добар ден. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот. Ало? Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Па мислам дека е намален. Да, добро е. Бидејќи се слуша фотаму, па еве сега дали добро се слушаме? Да, добро ве слушам. Еве, добре дојдовте во Црвена линија. Кои ќе бидат вашите одговори? Еве, дали со ова ќе се намали корупцијата или ви личи дека сепак е само пазар со гласови? Па види денеска кога што слушнав европратени кои што кажат дека ова е дадено преку ноќ, дека не одговара ништо на европските закони, што ние тука сега да речеме ќе реагираме? Кога Европа ти кажува дека е даден преку ноќ и на брзање. Ја мислам, ништо чудо од оваа влада, многу пати сум ја нарекол племенска секташка мафија, ништо не е чудно, ама чудо ме зашто не реагираат овие од опозицијата. Кога овој закон се изгласа со 48, а може и со 40, значи наредната влада може одмah само што ќе дојде за месец дена да го уништи овој закон. Кога може со 40 пратеника, сигурно ќе има опозицијата тогаш 40 пратеника и ќе го поништи овој закон. Еднаш нема да го потпише председателот, ама вториот пат ќе биде усвоен тој закон. Џабе им е на оваа влада дека ќе се спаси од криминалот. Тоа е сигурно. Само мислам дека многу сгрешија со законот. Требаше тие што нема да крадат од како министри, пратеници, премиери, требаше да тие што не крадат
да ставија закон дека може да одговара 20 години. Ето уште тоа ми беше чудно зашто оваа влада не стави закон со европско знание. Кој не краде од владата да биде затворен 20 години. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, ако сум ја на линија. Вие сте на линија. Голем поздрав. Па вака, моето размислување е ето. Прво, за овој закон, пред да се донесе, треба да се даде на јавна расправа, да се слушне мислењето на повеќе стручни лица, стручени, значи, кои што можат да го оценат овој закон и дали е, значи, добро или е лошо. Меѓутоа, кога веќе се донесе, кога веќе и председател го потпиша овој закон, ја ми чини дека треба сега, значи, опозицијата да поднесе до Уставен суд барање да се поништи овој закон и не да се намалат. А како ви личи, ќе поднесе ли опозицијата казните, за да може, што се вика, на некој начин стварно тој што се огрешил према народот, према државата, према општествениот имот, значи да биде казнет сурово, а не да биде награден со тоа што ќе, значи, ќе има минимална казна и ќе биде, што се вика, со еден збор, значи како да не направил дело, значи тоа застарување и се ќе помине и на крај ќе биде, значи, неуспешен, значи, процесот. Затоа сметам, значи, избрзано е решение. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето. Еве ќе продолжиме и со твитерџи. Сега, не случајно ги објавуваме твитовите издвоени за ова издание, со оглед на тоа што можете, нели, да ги коментирате и можеби да се сложите или да не се сложите. Јулијана Беба Димитровска го има напишано следново. А зошто тој германецот не ги искритикува измените на кривичниот законник, туку ни соли памет за измени на уставот, без кои наводно не ќе не примеле во ЕУ. А еве, во судството тоа не е анкетно прашање, туку и ќе ве потсетам да не заследите уште еднаш не само на Facebook, Twitter, туку на Instagram и веднаш на Instagram Story, да го дадете вашиот одговор на прашањето има ли политичар на кого му верувате, со оглед на тоа што во судството одамна не веруваат веќе ни судиите. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Има ли политичар на кого му верувате? Кој политичар? Добро, еве тоа нека биде одговор на ова прашање. Може ли? Ама што политичар? Нема политичари. Арами има. Какви политичари? Ова што го донесе законов за намалување на казните, за што има направено 300 проневери со милиарди, тоа важи само за нив. Само за нив важи за да се намали казната и наново после да крадат, затоа што ќе биде осудувани по 6 месеци. Од толку до толку сега е. Не е како порано, пример, од една година до 10 години. Сега од една година до 3 години или до 5, било како. Ќе биде осуден една година. Чукради полојна милиарда пари и готово. Ова важи за Рами Смерковци. За нив важи. Нив му е убаво, затоа го донесува вака. Со тоа пално, пусто европско знаменце, кој што му го дозволи да го употребува. Тројца пратеници гледа рака и се усвојува законот. Ајде здраво. А бевте ли изненадени кога се случија измените? Абе како не сум, само што се спомна за тоа, не да сум изненаден, туку не сакам. Случајно ве слушнав овде, јас кај вас ретко се јавувам, за да кажам, меѓутоа, ова сето што го... Така, одлично направивте што се јавивте во Црвена линија. Ние сега тоа го поддржуваме и очекуваме од сите вас кои што не следите во овој момент, без разлика дали имате навика или немате навика да учествувате во овакви контактни емисии. Сметам дека е во оваа нова сезона исклучително важно да ви има во огромен број. А не гледаат и не слушаат, верувајте ми на зборот. Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Пошто го слушав и преходниот гледач. Да, ја ве слушам одлично, добре ни додовте во Црвена линија.
Тина, пошто еве ја прв пат да се вклучам во оваа емисија, Многу ми е драго. Убави теми, убаво све, само едно се прашувам, дали некој од политичарите, министрите мисли за овој народ? Па како ви личи, мисли ли воопшто? Не верувам. Не верувам во никого више. Значи, ние наместо напред, отидовме назад, со све. Отидовме назад. Никаква контрола, никаде нешто. Еве сум со скршена нога, затоа успев да се јави, неки што сум видела во градска, деца донесени, вратени, ургентен нема, доктор не работи, 2 дечиња мали, 1 доктор што да постигне повеќе за тие деца. А еве, дали бевте изненадени кога се донесо Како измените? да не сме изненадени? Како да не сме изненадени? Закон треба да се донесе сега, на вашите вести слушав. Колку дужа данок. Данок неплатен на државата. Па ете каде се парите? Еве се, каде се парите на народот? Платите минимални, цените секој ден. Никој не води сметка да влезеш во продавница денеска една цена, утре друга, трета, четврта. Производи со поминат рок, ако е намалено, ќе купите, ако не гледате добро, и тоа е тоа. У кого да веруваме? Но секако ние веруваме во вас и благодараме ве што споделивте и ваше и не само видување, туку и искуство со оглед на тоа што еве откривте некои ситуации во кои што сами сте сведок за она што се случува. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, Здраво. јас сум на линија. Да, вие сте во црвена линија, Вие повелете. сакам да кажам нешто за европското знаменце. Гледам дека многу граѓани тука кои се јавува не знаат зошто се поставува европско знаменце. Зошто се Европско поставува? знаменце се поставува за тој закон дека е европски. А ние треба седне да го спроведиме во нашето судство, тој закон да излези правичен, европски да излези и кој ќе можеме да одегуваме во Европска унија. А не ние да го клаваме европско знаменце, како што кажува гледачи тука, дека за да се изгласа законот. А еве да ве прашам Ние нешто, точно дали со овие измени на кривичниот законник со кои се намалуваат затворските казни за Нема, јас функционерите? реков пред тоа, нема намалување на затворски казни, нема намалување. Секој ќе се добија својата она што е, само ќе се забрза процесот процесот на судење. Ништо друго нема да се измени. Како може некој да го ослободат ако го украл? Нема да го ослободат. Тоа е сето лада, верзија, нека овие луѓе што не верува сами во себе. Затоа ние треба законите седне внатре, кој ќе се изгласаа на собранието, како што работи собранието, што сите претенденти да ги изгласаа. А кажете ми, има ли политичар на кого му верувате? Ода на европско ниво, ние треба тоа да го постигнеме и да можеме седне да тој устав, тој закон да биде прифатен, кој ќе влегува во Европска унија. Така, еве и одговор, дајте ми на ова прашање анкетно, ве молам. Има ли политичар на кого му верувате? Само те слушам. Има ли политичар на кого му верувате? Видете, на секој еден политичар треба му се верува. Добро, благодарам за одговорот на нашето анкетно прашање. Еве уште еднаш подсетувам, кликнете на Инстаграм стори црвена линија и дадете го одговорот. Денес прашуваме има ли политичар на кого му верувате. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот. Дали сега слушнавме преку телевизорот дека треба да се намали тонот на телевизорот? Еве, уште еднаш ке мора, неверојатно е дека, еве, најверојатно гледачи кои што прв пат се вклучуваат во контактна емисија, немаат во предвид дека задолжително техничко правило е телефонски јас и вие да зборуваме, што значи можете да ме гледате, но целосно намалете го тонот на телевизорот. Еве, имавте пример како изгледа кога нема да се стори тоа. Во тој случај гледачот нема представа дека е веќе вклучен во програмата. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Да, црвена линија, фала. Па ево вака сега да кажам, тоа е политички. Црвена линија имаше и владата. Да, историја, јазик, се што македонско се бране. Гласаа го на седница
93 колку 95 пратеника, само дуи не гласа, значи довербата да не се менува име, јазик, историја, се и да се бришат договорите. Ето е примерно од црвена линија. Така ли е? Не слушате? Да, бе, продолжаме. Еве што ќе кажете за измените на кривичниот законник? Треба се бришат тие договори и уставни измени, тоа треба се брише. Народо, мнозинство не сака такви промени и договори, приватни, пазарување и така. Така, сега кажете ми дали бевте изненадени кога се случи измените на кривичниот законник? Кои ветуваат проекти и кои ги исполнуваат. Има ли политичар на кој му верувате? Се исклучива. Јас една напомена ќе дадам дека верувам имате многу нешта кои што сакате да ги споделите со гледачите на Црвена линија. Но ве молам да се држиме до темата и ве можете да видите конкретно прашуваме дали измените на кривичниот законник се борба против висока корупција или пазар за гласови. И сега ако имаме и анкетно прашање, има ли политичар на кој му верувате? Тоа на зашто зборуваме. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, Црвена линија. Јас мислам дека тоа е да полицајците да се ослободат од крадење со лопушија. Абе тоа знаменце треба да се учине. Туја земја, друга има европско знаменце. Тоа треба да се учине. Како ме знам? Кој се внесува во Европа, така се знам. Не европско знаменце. Кради, па испазаваш европско знаменце. Па тука е крива европска работа. Не можеш да чутиш ти сега со твое знаме да се штитат лопови. Европска работа е крива. То не е нужда да се штитат лопови. Боже да види. Пријатно ти не понавljamo. А кажете ми лично, бевте ли изненадени ве кога се случи измените во кривичниот законник? Да. Дали се уште сте на Црвена линија? А има ли политичар на кој му верувате? Па, имам тој битковски, мога да му верувам по некој начин. Ама дојде сега и од опозиција. Така, кој да го направија тоа, да се преварат да овие од 11 там што прави, да за 30% да се напади картот. Тој за тоа го направи, ама не успеа. Тоа е тоа тек. Јас мислам дека не успеа. Големо благодарам за јавувањето во Црвена линија. Ајде повторно со Твитерџи. Има уште еден твит од Живко Илиевски кој што напишал измените на кривичниот законник не се амнестија или пазар за уставните измени, тврди Ковачевски. Живко напишал, ете ви објасни индиректно измените во кривичниот закон, се за амнестија и пазарење за уставните измени. Сега СДС бара нова Вилма Ика Царска. Како и да е, продолжуваме со вас, ние ги бараме гледачите. Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте. Мала поздрав до вас и Голем до вашите поздрав. гледачи. Благодарам. Вака само сакам нешто да кажам. Прво закон треба да се даде, нели кога има избори, секогаш што ни даваат програма, ова ќе правиме, тоа ќе правиме, ќе ова направиме, ќе све ќе направиме во ред и ние ги гласаме. После гласањето, значи тоа што го обетуваат, ништо не исполнуваат. Ајде, нешто ќе исполнат. Меѓутоа, мене ми е проблемот што никој не ги гласал дека ќе сменат име, или па ќе прават ова или тоа. Значи, треба да се донесе некој закон, кога од програмата, ако истапувате од програмата, завршена е приказката, нови избори. Ова, значи, не води никаде. Тоа е едната работа. И втората работа е тоа што не може некој студирал за во лекар, ставене во министер, да речеме, во здравство. Не во здравство, во школство. Или учил таму средно или завршил факултет за филозофија, ставене директор на кардиологија или било што. А еве интересен е вашиот предлог во однос на изборните ветувања и програми, што значи ако не ги исполнуваат, нели завршена е кариерата, но тоа значи многу често да имаме избори.
Па не може, зашто тогаш ја прават програмата? Мене тоа не ми е јасно. Значи, таму има програма, нормално, и во куќа кој ќе се во било која заедница што живееш, има програма, ред на станување, ред на ова, ред на тоа. Значи, ти ако више едно си кажал, си правил, си, нели таа програма ја прават по 6-7 месеци, 8 месеци. Така, благодарам многу, интересно е, можете да слушнете гледачите, веќе имаат размислување во однос на идејни решенија и прилози во случај доколку не се исполнат изборните ветувања. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Јас верувам дека ќе се слушаме, на подсетување телефонскиот број можете да го видите 02-307-0005. А јас веќе ми велат, имам и гледач. Добар ден. Телефонот е исклучен, добар ден по свети пат. Секој е добро во Црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намален. Ете. Добар ден. Добар ден. Во однос на последното прашање за законот. Добро. Не сум правник, меѓутоа близко до паметот. Ако некој правник го донесол тој закон, откако ја раздадоа жалата, откако ја оплячка, да носат закон за скратување. Во однос на второто прашање, дали му верувам на некој политичар? Му верувам на Никола Груевски, не тврдам дали украл или не, него оставил нешто што ќе се сеќаваме. Оставил дела што странци се чуват кога доаѓаат. Има со што да се пофалиме. Бевте ли изненадени кога се донесоа измените во кривичниот законник? Да. Реков и поред тоа што не сум правник, не би го оправдала. Благодарам. Секако ние целосно го оправдуваме вашето учество во ова денешно издание на Црвена линија, но и дојде времето за реклами. Дојде и делот од Црвена линија, каде што е време уште еднаш да ве подсетам дека задолжително треба веќе од овој момент да не следите и на социјалните медиуми. Таму секако може да се продолжи 24 часовна дискусија преку коментари, шернување и лајкнување на Facebook Црвена линија, на Твитер и секако на Инстаграм. Оние кои што веќе не следат на Инстаграм, еве како одговорија на нашето денешно анкетно прашање. Во судството одамна не веруваат веќе ни судиите. Има ли политичар на кого му верувате? Со да одговорија само 7%, а со не 93%. Но она што јас секако ви гарантирам за кусо време е дека ќе имате 100% добра забава. Може би и денес ќе се освои главната награда, бидејќи она вчера како микропечка ја освои столот виница. Денес еве веќе ќе ве подготвам, значи добро слушајте и забележете прашања кои што ви ги подкажувам, се со цел да се освои денешната награда, а главната награда е велосипед. Мислам дека одлично ќе ви дојде. Еве ви прашање, например, кој авион беше долгогодишен придружник на Дарио Панковски? Кој ден е светски ден на првата помош? Од што се добива аромата на алкохолниот пијалок џин? Кој е председателот на Ракометната федерација на Македонија? И еве уште едно прашање, Фердинанд го измислил воздушниот брод Цепелин, а ние го бараме неговото презиме. Го имате Google, веднаш се да пронеде што ви треба за точен одговор. Имајте асистенти по дома, а јас за многу кусо време ќе ви се појавам од мојата втора канцеларија. И секако да, вие кои што учествувате во Црвена линија, со огромно задоволство сакам да ви го слушнам гласот и во заврти на Телма. Се уште сме заедно, се гледаме.